На Попова шапка денеска беше презентирана физибилити студијата за развој на центарот, на која што на новинарите не им беше дозволено присуство. Надлежните се оправдаа дека фирмата која ја работела студијата ја донела оваа одлука. Физибилити студијата се презентираше, но истата беше затворена за јавноста. Невладините организации истакнаа дека не е прв пат властите да ги кријат пред јавноста анализите и студиите за Попова шапка. И навикнати сме ова со претходната, па и со сегашната влада, со новинарите и јавноста да не може да ги гледа овие анализи и овие податоци. Значи, јас јавно го молам тука до мене и министерот Бектеши да ургира, пошто елеме под покровителство на Министерството за економија и да имаме аксес сите и новинари и јавноста. Научени сме, бидејќи пред известно време е изработено проект од Веконин 200.000 евра, значи физибилити студија која што не сме го виделе, ист на овој начин, и пред известно време е изработено и Eco-Science од 233.000 евра, иста физибилити студија што и ние не сме го виделе. И денеска имаме можност сите да се информираме со новата физибилити студија за Попова шапка која кошта 200.000 евра, финансирана од Светската банка. Значи, ги знаеме правилата од авторското право, но во овој момент треба да се дозволи за да се влегува внатре и да се анализира комплетно и вие и ние како јавност да имаме детални информации. Истакна Хамди Сулејмани од иницијативата за Попова шапка. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски рече дека никој ништо не крие. Студијата ќе биде презентирана пред целата јавност, но денеска според договорот со фирмата која изработила студијата, било одлучено таа да се презентира само пред нарачателите. Денешната презентација е почеток на форми кои што во понатаму ќе ги развиваме. Значи, денес имаме презентација за нас како нарачатели и за институциите, а понатаму ќе отвориме широка јавна дебата со сите заинтересирани, сите оние кои што сакаат да присуствуваат на таа презентација, и на крајот после таа јавна дебата ние како акционерско друштво, односно сопственици на овие капацитети, заедно со владата ќе одлучиме како понатаму со ски капацитетите во Попова шапка. Мислам дека ќе ги најдеме најдобрите решенија, се во интерес на сите граѓани кои се заинтересирани да доаѓаат на Попова шапка. Евака сега, денес вие сте поканети на пресконференција, односно изјава за отпочнување на постапка за презентација на ова нарачана студија. Денес PricewaterhouseCoopers ќе одржи презентација на нарачателот. И како што ви кажаш, во следна фаза истата ќе биде отворена за широка јавна дебата. Вие сте поканети денес само да ви најавиме дека отпочнуваме презентација на студијата која што е нарачана и изготвена. Истакна Ковачевски. Физибилити студијата треба да покаже во кој правец ќе се движи развојот на ски центарот Попова шапка и кој ќе управува со него.